Добар ден. Време е за урбаните вести. Добро дојдовте во нив. Општина Илинден распиша конкурс за избор на најдобра фотографија со мотиви од општината. Повеќе детали ќе дознаете подолу во вестите. Останете со нас. Изложбениот центар за електрична енергија Матка, дел од туристичката понуда на Скопје. Од август на продажба нови парцели во индустриската зона Ќоилија. 600 полуматуранти за прв пат танцуваа на плоштадот во автокоманда. Скопскиот аквапарк ја почнува летната сезона в сабота. Изложбениот центар за електрична енергија Матка од денеска ја збогатува официјалната туристичка понуда на главниот град. Едукативниот центар кој е сместен во автентична зграда на старата хидроцентрала на Матка, која датира од 1938 година и досега го посетиле над 8.000 посетители. Ке се користи и во образовни цели при посета на ученици и студенти. Изложбениот центар за електрична енергија Матка од денеска ја збогатува официјалната туристичка понуда на главниот град. Ова денеска го најави скопскиот градоначалник Петре Шилегов. Тој председателот на управниот одбор на ИВН Македонија Штефан Петар потпишаа меморандум за соработка со кој овој центар прв од ваков вид во Македонија и во регионот ќе добие поголема промоција и ќе ја збогати туристичката понуда на Скопје. Овој центар е добитник на наградата Музеј на годината, која ја доделува International Council of Museums на Македонија, а минатата година ја доби и националната награда за општествена одговорност што ја доделува Министерството за економија. Шилегов потсети дека представници на неколку универзитети во Македонија, на средни и на основни училишта и представници на Бирото за развој на образованието потпишале иницијатива за користење на изложбениот центар Матка во едукативни цели во насока на унапредување на образовниот процес. Матка ќе се збогати со нови содржини, што ќе ја зголемат атрактивноста на локацијата и ќе придонесат за привлекување нови туристи. Изложбениот центар Матка е сместен во автентичната зграда на старата хидроцентрала на Матка, која датира од 1938 година и досега го посетиле над 8.000 посетители. Од август ќе бидат на продажба нови парцели во мултифункционалната зона Ќоилија во Петровец. Поради големиот интерес за инвестирање, општина Петровец работеше на проширување на зоната за нови 30 хектари. Во моментов околу 30 инвеститори ги градат индустриските капацитети. За домашните и странските инвеститори, општина Петровец продолжува да биде привлечна дестинација за развивање бизнис. Индустриската зона Ќоилија е целосно распродадена, како на домашни, така и на странски инвеститори, како што информира градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски. Во зоната се 77 парцели Г2 за лесна незагадувачка индустрија, од кои во моментов околу 30 инвеститори градат во индустриските капацитети, а ова лето се очекува да биде поставен камен темелник на 10 до 15 нови градби. Поради големиот интерес на други инвеститори во зоната кои сакаат да градат, општина Петровец ќе ја проширува зоната за нови 30 хектари. Ние како општина биќе гледаме дека има голем интерес на други инвеститори кои сакаат да инвестираат во зоната во Ќоилија, кои сакаат да купат парцела и да градат во општина Петровец. Значи работеме во изминатиот период на проширување на зоната уште за 30 нови хектари и некаде до крајот на август тој проект ќе не биде завршен, значи земјиштето е веќе пренаменето и ќе излеземе во пресрет на сите оние инвеститори кои сакаат да дојдат да градат во општина Петровец, значи да имаме парцела за каде што може да им ја отуѓиме за да може да градат. Во делот на инфраструктурата на индустриската зона Ќоилија, општина Петровец ги тампонираше сите улици во зоната. Околу 90% е поставена водоводна мрежа, како и на 20% од зоната е поставена канализациона мрежа. Како што најави градоначалникот Митевски, оваа година општината ќе постави канализациона мрежа таму каде што ќе се градат новите објекти. Освен домашните, во Ќоилија присутни се странските инвеститори од Турција, Словенија, Италија, Албанија, Белгија, Австрија, а има најава и за други инвеститори од Црна и Србија. Општина Илинден распиша конкурс за избор на најдобра фотографија со мотиви од општината. Конкурсот трае од денеска до 30 јуни, а најдобрите 3 фотографии ќе бидат наградени.
Општина Илинден распиша конкурс за избор на најдобра фотографија со мотиви од општината. Испратените фотографии ќе бидат искористени за промоција на општина Илинден. Конкурсот трае од денеска до 30 јуни, а по завршувањето на рокот за пријавување ќе се формира специјална жири комисија, која ќе ги разгледа сите пристигнати фотографии и ќе одбере 30 најдобри, кои потоа ќе бидат поставени на официјалната Facebook фан страница на општина Илинден, каде што ќе може да се гласа. Гласањето ќе трае 30 дена. Според критериумите на конкурсот, секој учесник може да конкурира со максимум 5 фотографии, а ќе се оценуваат фотографии снимени само на територија на општина Илинден, како панорамски фотографии, знаменитости, економски зони, инфраструктура, јавни објекти, манифестации, спортски и културни настани. Доставените, односно пријавените фотографии треба да се во дигитален JPG или друг формат, со висока резолуција и да не бидат постари од 1 година. Секој кандидат своите фотографии треба да ги достави на CD или да ги испрати по мејл на info@ilinden.gov.mk. На конкурсот ќе бидат доделени 3 награди: за најдобра фотографија според оценките на стручната жири комисија и исто толку награди според гласањето на официјалниот Facebook профил на општина Илинден. Општина Илинден ќе организира изложба за наградените фотографии во домовите на култура во сите населени места. Промовиран е нов проект кој ги опфаќа невработените лица до 29 годишна возраст. Проектот Гаранција за млади им гарантира на младите дека во период од 4 месеци, откако тие ќе се пријават во Агенцијата за вработување, кариерните советници ќе ги упатат во некоја од мерките што ги нуди овој проект. Сите млади на возраст до 29 години кои се невработени веќе го завршиле своето образование и не се пријавени во Агенцијата за вработување, може да се вклучат во проектот Гаранција за млади. Овој проект го спроведува Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување и Националниот младински совет на Македонија, а е финансиски поддржан од швајцарската амбасада во Скопје. Гаранција за млади е активна мерка за вработување на млади лица, која се спроведува во државите од Европската унија од 2012 година. Македонија ја имплементира оваа програма во пилот фаза, која почнува во 2018. Гаранцијата за млади им гарантира на младите дека во период од 4 месеци откако ќе се пријават во Агенцијата за вработување, кариерните советници ќе ги упатат во некоја од мерките што ги нуди овој проект. Во оваа пилот фаза за имплементација на програмата се вклучени општините од град Скопје, Струмица и Гостивар. Во овие општини кои се вклучени во имплементацијата се ангажирани по 20 теренски работници, кои имаат основна задача да им ја представат гаранцијата за млади на младите лица и да им го помогнат процесот да пристапат до Агенцијата за вработување. 600 полуматуранти од сите 11 основни училишта во општина Газибаба денеска на плоштадот во Автокоманда го танцуваа полуматуранскиот танц. Оваа манифестација, која за прв пат се одржува во општина Газибаба и успеа да ги собере сите полуматуранти на едно место, ќе стане традиција во општината. Полуматурантите од општина Газибаба денеска на плоштадот во Автокоманда го одиграа танцот на полуматурантите. Општина Газибаба и студиото за танц Еурека за прв пат ја организираа оваа манифестација, на која учествуваа 600 полуматуранти од сите 11 основни училишта во општина Газибаба. Ова е прва манифестација за полуматурантите не само во општината, туку и во Македонија. Танцот на полуматурантите насловен од полуматура со танц култура започна точно напладне, а учениците пред да го одиграат танцот на плоштадот имаа дефиле од кружниот тек во Железара до Автокоманда на плоштадот, на кој освен танцот на полуматурантите беше организирана и забава за полуматурантите со настап на групите од студиото за танц Еурека, како и настап на македонски пејачи и забава со диџеј. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски е задоволен од резултатот на оваа манифестација која за прв пат се организира и најави дека ова ќе стане традиција во општината. Ова го правиме со цел на едно место да ги собереме позитивните млади луѓе кои се понатаму ќе треба да договоруваат со забава, да се дружат и да покажеме дека навистина Газибаба како мултиетничка општина може да има добар соживот, добри ученици и нашите дечиња ќе се потрудиме во идните наставно-образовни
училишта кои што ги го продолжат своето образование да останат тука со нашите проекти за дуелно образование, вклучувајќи го и бизнис секторот со цел нивно досовршување и оспасување на работни места во општина Газибава. Прв пат ова го правиме со цел да ги собереме на исто место. Ова ќе стане традиционална манифестација која што ќе биде во организација на Газибава за сите 11 основни училишта на територија на Газибава. Студиото за танце Урека вложи огромен труд за оваа манифестација, која резултираше со преполн плоштад од разиграни полуматуранти. Тренерите од студиото во училиштата го вежбаат танцот со полуматурантите, а Катерина Јалаковска од Еурека изјави дека би сакале оваа манифестација најпрво да стане традиција во оваа општина, а потоа да се прошири и во другите општини. Ние одамна размислувавме на кој начин малку да ја подигнеме свеста за културата. Одлучивме која да ни биде таргет група од сите тие млади лица. Еве заедно во договор со општината оваа година одлучивме тоа да биде по повод полуматурирањето и да ги опатиме таа генерација деветоделенци. Искрено ни е многу драго што прв пат започнува токму на оваа општина, бидејќи мислам дека е една од најголемите општини во градот. Опфативме 11 училишта, работевме цела година на подготовки, меѓутоа последниот месец и половина работевме на подготовка на завршната кореографија. Беше напорно, ама и беше многу забавно. Јас прво посакувам оваа манифестација да биде традиционална во оваа општина Газибаба, бидејќи навистина наидовме на огромна поддршка и така со сите заеднички сили успеавме максимално да организираме. Секако би ја прошириле, зашто да не. Со песна, основците од училиштата во Ѓорче Петров ја завршија учебната 2017-2018 година. За прв пат во Домот на културата се одржа оваа манифестација која има тендиција да стане традиционална. Концертот се одржува со цел да ги мотивира учениците да ги презентираат своите знаења и умешности. Вчера вечер во Центарот за култура во општина Ѓорче Петров се одржа концерт под мотото Пееме во хор, пееме и соло. Сите се радуваме, нема веќе школо, на кој учествуваа сите 6 основни училишта во општина Ѓорче Петров. Овој концерт, како што информираат од општината, се организира со цел да се поттикнат учениците да го истакнат својот талент, да ги истакнат и своите музички способности, да се мотивираат и да веруваат во својот успех и во своето знаење, но исто така е и можност за соработка помеѓу наставниците по музичко образование и меѓу децата од секое општинско основно училиште. Основците од Ѓорче Петров испратија позитивна енергија и младешки вибрации до секој посетител на манифестацијата, а на нивната безпрекорна изведба на голем број македонски песни никој не остана рамнодушен. Ваквиот начин на завршување на учебната година е несекојдневен, додаваат од Ѓорче, но се надеваат дека ќе прерасне во традиција која ќе се одбележува секоја година. Со крајот на учебната година, традиционално веќе 6 години поред се отвара Скопскиот аквапарк. Цената останува иста, 300 денари, а влезот за посетители ќе биде отворен од 10 до 20 часот. ВИП аквапаркот, кој работи во рамките на спортскиот центар Борис Трајковски, ја започнува новата 6-та сезона в сабота на 9 јуни. Од спортскиот центар Борис Трајковски најавуваат дека летната авантура продолжува и оваа година на Бумерангот, Мрзливата река, базинот со бранови, спејсболот, каде ќе може да уживаат малите, но и големите. Годинава во аквапаркот има нова и модерна опрема, нов интериер, тераса со удобни лежалки и за прв пат 3 бара за пијалаци. Цената останува непроменета, односно 300 денари за возрастни, 200 денари за деца до 13 години, додека влезот за најмалите посетители до 4 годишна возраст е бесплатен. Како и досега, за безбедноста на посетителите ќе бидат ангажирани спасувачи на вода од Црвениот крст на Македонија. Задолжени за добра забава ќе бидат DJ Дела и DJ Боби заедно со DJ Ампов. Работното време на аквапаркот ќе биде од 10 до 20 часот. Традиционалната манифестација Пушкинови денови вечерва ќе се одржи во паркот Пушкин во општина Киселавода. Во рамки на одбележувањето на 219 години од раѓањето на големиот поет Пушкин ќе биде одржана музичка изведба на културно-уметнички друштва како и литературни читања. Во паркот Пушкин во општина Киселавода денеска со пригодна свечаност ќе биде одбележан денот на раѓањето на големиот руски поет Александар Сергеевич Пушкин.
Одбележувањето на 219 години од раѓањето на Пушкин и во организација на општина Киселавода и амбасадата на Руската Федерација во Македонија, кои оваа година по 10-ти пат ќе го чествуваат ликот и делото на големиот руски и светски поет. Во исто време ќе се прослават и јубилејни 10 години од поставувањето на споменикот и одржувањето на традиционалната манифестација Пушкинови денови. По положувањето на цвеќе пред бистата на Пушкин, манифестацијата Пушкинови денови ќе продолжи со музички изведби, читање на руска поезија, ќе настапат рускиот вокален ансамбл Чајка, културно-уметничкото друштво Славјанка, Филфак, Асоциацијата по изучување на руски јазик Озарение, кореографското студио Лайф Витал, ученици од гимназијата Гоце Делчев од Куманово, победници на надпреварот за руска песна во Софија. Денеска имавме сончево и топло време со мала до умерена облачност. Температурата достигна до 29 степени. За утре метеоролозите најавуваат невреме со грмотивици со температура до 30 степени. В петок не очекува променливо време со температура од 17 до 34 степени. Во сабота од 16 до 31 степен и во недела од 16 до 30 степени. Со временската прогноза го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас, останете и понатаму со програмата на Прва Скопска. Довидување.